Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домакини Јони и Бети Треновски. Почитувани слушатели, Facebook пријатели и следбеници, во наредниве минути имаме чест и задоволство да разговараме со господинот Ванчо Шехтански, председател на политичката партија ТМРО, но и ценет адвокат по професија, кој веќе се наоѓа во чекалната и во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Веќе врската е воспоставена, се гледаме, верувам и се слушаме, ако е така, господине Шехтански. Добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, поздрав до сите македонци, каде и да се и од каде и да се. Поздрав ви праќам од Охрид, тука сме со фамилијата, од вашиот Охрид. Убав помен, да. Добро утро од мене, господин Шехтански, еве по пауза од 12 месеци повторно сте на Македонски корени. Ви благодариме што сте повторно заедно со нас и нашите слушатели и гледачи од целиот свет. Пред некаде 2 месеци, се сеќавате, поради ваши обврски во последен момент, мораше да го откажеме вашето интервју, но добро е што сепак го реализираме, нели? Така е. Иако честувањето или ако сакате прославата на еден од најголемите и најсветли празници Илинден е зад нас, сепак разговоров би сакале да го започнеме со таа тема. Насадениот ни премиер Ковачевски во честитката по повод прославата на Илинден вели: нека ни е честит и вековит празникот Илинден, да го славиме во слога и обединетост. Посе изгледа дека они од власта уште еднаш покажа дека не знаат што слават. Дали вие знаете што славеше власта, имајќи предвид дека тие истите, она што пред некој ден го славија, го избриша. Исто така сведоци сме дека во последниве 5 години прославата на Илинден ја славиме по разединети. Дали ова разединетост е поради наметнатиот ексклузивитет кој нема право да го слави овој празник? И зошто дојдовме до ваква ситуација кога знаеме дека Илинден од историски аспект представува символ на обединување и ако можете, ако имате формула да ни кажете како да дојдеме до тоа обединување? Вака, значи, не е само сега, за 2 август. Значи, ние имаме овдека вештачка држава, нова држава, Северна Македонија со нов систем. Значи, вие сте пред 30 години излезени од Македонија. Тоа не е истата држава. Значи, овдека се работи за насадување на нешто што, еве, на ние тука што сме, ние е непознато. Вие гледате дека се играше шота на Крушево, дека се свира песни, ора од разни националности, значи се искривува нешто што е наше македонско, како символ за македонската борба за самобитност. И тоа не е случајно. Значи, со рамковниот договор од 2002 година започна демонтажата на Македонија, на македонската држава, за да финишира со Преспанскиот договор. Внимавајте, Преспанскиот договор, кој што никаде не беше јавно објавен, во член 7 и член 12 вели дека се врши македонската историја, македонскиот јазик, македонската култура и се менува македонското име. Сега ние остануваме неми на тоа. Овој спин со бугарскиот договор, сега што се прави, е свртување на вниманието. Значи, ние веќе со тој Преспански договор сме демонтирани како држава и се обидува овдека да се наметне еден нов политички една манипулација, свртување внимание, без да се бара она главното. Референдум треба, бидејќи не законски, не уставно, една банда 2018 го смени името, една банда направи подпис на еден незаконски чин, како што е Преспанскиот договор, министер за надворешни работи го подпиша, што е нонсенс. Тоа самото по себе значи дека треба да влезе за велепредавство и да не излезе од Идризово. Значи, ние имаме овдека свртување на вниманието. Преспанскиот договор ја демонтира не само македонската држава, туку го бриши и македонскиот народ. Уставот
Уставот, што е проблем со уставот? Помладите сега ќе им кажам 95-та година, на 5 октомври, на 3 октомври имавме атентат на Киро Глигоров. Вие се сеќавате сите. После 48 часа, во таква една мешаница, Македонското собрание го менува знамето, ова знаме сега позади што е, меѓутоа и нешто друго. Го менува член 49 од Уставот, со кој македонската држава се откажува од македонскиот народ во соседните земји. Значи, поминаа 27 години и сега на површина излегува тоа. Значи, ние не можеме да бараме од Бугарија, македонците, да имаат ист третман. Не можеме, значи сме се откажале, меѓутоа тоа поминато повеќе од 4 век, веќе е заборавено. Избришени сме со Преспанскиот договор, сега ќе се отвори уставот, не е главната поента на уставот е, кога ќе се отвори, ќе биде промена Господине на грбот, Шетански, го отворивте прашањето за уставот. Би сакал ова да го ставиме покасно, бидејќи сакаме да побараме еден материјал, да се поврзиме на ова, ако немате ништо против. Веруваме дека ќе се навратиме за она што сакате да го зборувате. Оти сакаме меѓувремено додека зборуваме за други теми да побараме нешто да се надоврзиме на ова. Ќе биде интересно. Илинден беше, значи, едно искривување на историјата. Јас не можев просто да верувам, значи, на тоа што се пушташе и што се гледаше овдека на 2 август, тоа е искривување на историјата. Искривување на историјата, кое што нема никаква врска со македонскиот народ и македонската историја. Тоа беше приватна забава. Така. Уште малку за прославата на Мечкин камен. Како ќе го прокоментирате начинот на кој се славеше Илинден со железни барикади, со ограничување на слободното движење и со недозволување на лица да пристапат на Мечкин камен, да положат цвеќе во знак на почит кон паднатите жртви во борбата за слобода за независна Македонија и она што беше таму што го видовме преку 1000 полицајци. Јон, значи тоа е нова држава, се гради нова држава, нова историја, ново перење на мозок, значи тоа не е туку така и тоа мора да се врши на тој начин. И тоа не се менува, тоа нема да дозволат да се менува на начин на кој што дојдоа на власт. Како дојдоа на власт 2017 година. Значи ова тука што се случи, јас се сомневам, овие изјави што се дека нема да се дозволи промена на устав со 81 претенции, чисто се сомневам дека такво нешто. Јас дури напишав во една колумна пред некој ден, Македонија и престои тешка зима, енергетска зима, значи со високи цени на струја, со рестрикции кои што сигурно ќе бидат. Така, рековме дека за уставот ќе зборуваме покасно малку, нели? Да. Ако ставиме за уставот ќе се надоврзиме на овие работи. Ќе биде интересно за наша. Ни дадовте една идеја, бараме се уште еден податок, ќе ве потсетиме и вас на едно нешто кажано пред 11 месеци, точно на ова сега што го говориме и ќе се надоврзиме на тоа. Хајде. Така, за Македонија одржа политичка меѓувладина седница. Према вас, дали Македонија на таа меѓувладина седница ги започна преговорите или не, или пак ни ставија уште една јамка околу вратот со моралното отворање на македонскиот устав и вметнување на бугарите во него. И едно подпрашање околу оваа тема, пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата се цврсто убедени дека нема да попуштат под било какви притисоци и уцени и нема да дозволат промена на уставот. Каков е вашиот став и какви се вашите очекувања околу отворање на уставот? Знаете што, 91 година кога се донесе уставот на Република Македонија, се направи, значи ова е смислено сценарио веќе 3 децени, тоа не е од вчера. Во македонскиот устав се ставени роми, турци, власи, срби, босанци, но се уште марсовци фалат. Значи, ние овде ќе имаме отварање на уставот за секој и секого. Уште 91 година со Лисабонската декларација Европската унија беше категорична од 7 мај 91 дека за нејзе не постои македонски народ и македонска држава и ние упорно влегуваме. И сега кој зборува за тоа, тој е против Европска унија. Јас лично не сум против.
Меѓутоа, како македонци и како македонски народ. И сега ако 3 децении упорно ти вика не може, менувај го името, ова што се случува и овие луѓе што го водат овој пат за бришење на македонски народ, македонски идентитет, па македонците во Грција и во Бугарија се во Европска унија, меѓутоа не се како македонци. Така, ова сега се случува исто со Република Македонија, сега веќе Северна. Значи се бриша се. Ние не можеме да зборуваме за нешто додека се уште 3 децении трчаме некаде каде што ни се затворени вратите. А ние за 3 децении не стекнавме пријател никаде. Па макар и Турција. Турција 48 години е пред вратите на Европска унија. И вие сега мислите дека Македонија добила датум. Што добила? Добила дека до 2035 година ќе биде членка. Ви се молам, значи ова се несериозни работи. Ако Европска унија сакаше да прими, да прими Македонија, значи таа ќе го направеше тоа 91, ќе го направеше 97 со Словенија. Ќе го направеше 2005 со Хрватска, со Бугарија, со Романија. Значи, од Западен Балкан остана Македонија, Србија, Косово, Босна и Албанија. Значи се прави некоја друга конструкција, која нема врска ни со Европска унија, ни со ништо. Значи се работи за разнебитување на македонците. Немојте да мислите дека Европа се занимава со нас. Не. Тоа степ бај степ. Значи чекор по чекор се оди, сега тоа ќе се менува, сега ова ќе се менува. Па вие видите дека кој ги води преговорите? Ги води Османи. Бујар Османи, Маричич. кој е албанец. Маричич, кој е србин, Ковачевски, кој е влав. Значи за македонците одлучуваат други, не одлучуваат македонци и ние сме седнати сега тука и зборуваме. Значи, јас сум бил 8 години дел од владеачка гарнитура, меѓутоа не сум бил ниту пратеник, ниту министар. Сум бил трет ешалон. Значи на македонците никогаш не им е дадено овие 30 години да ја водат Македонија. Ние сме надвор, не учествуваме. Во моментов сега додека јас и ти зборуваме и не слушаат македонците. Директор на Агенција за разузнавање албанец. Директор на државна безбедност е србин. Па што зборуваме ние? Па знаете ли ние какви репресии имаме тука? Мислите дека е се вака мети млеко, дека слободно се одвиваат работите? Па имаме последици сите. Сите имаме последици. Се што се организира тука во Македонија деструктивно се демонтира веднаш. Ние не можеме еден состав да направиме на избори, не е се до парите. Парите лесно се обезбедуваат. На 1 октомври ги снемува луѓето. Се откажуваат, се тргаат под притисоци, ги вработуваат. Ова што се прави тука го нема во Северна Кореја. Северна Кореја е лулка на демократија за ова тука. Македонија уште 90-та година, значи таа остана во српскиот свет. Српско-албанскиот договор, што зад кој застанува и Европска унија, е поделба на Македонија, разграничување. Овој српски свет тука го интересира, не го интересира горе Хрватска. Србија се повлече 95 од Хрватска. И ја интересира Вардарската долина и доле до Гевгелија. И тоа им е договорот со албанците кои што ја спроведуваат 30 години оваа агенда на поделба на Македонија. Ние сме членки на НАТО во моментот и тоа е во моментот една гаранција на суверенитетот. Меѓутоа, ова што се случува со нашето разоружување, ние останавме со 2 ловачки пушки тука. Така. А и за тоа Значи, ќе проговориме покасно малку. Инаку во септември, веднаш после одмориве, се очекува власта да го започне процесот на отварање на уставот и вметнување на бугарите во него. И е убедена дека ќе ги имаат потребното двотретинско мнозинство, наспроти тврдиот став на претениците на ВМРО ДПМН. Од друга страна, опозицијата, односно ВМРО ДПМН и коалицијата најавува организирање на референдум. Вие како лидер на политичка партија, како гледате на овие две најави и од каде го црпи власта кој оптимизам за двотретинско мнозинство? Јас го кажав, значи, и повторно се врши манипулација со македонците и не сакаме да тргнеме од основното. Така. Значи, без уништување на Преспанскиот договор нема ништо.
А референдум ако се одржува, треба да се одржи за Преспанскиот договор со кој ни е сменето името. Јас сега ти се јавувам од Северна Македонија. Така ми пишува и на пасошот. Може да се правам тука... На мојот пасош пишува Македонија и на мојата лична карта. Значи, додека, ако некој прави референдум, не да се прави манипулација тука со Бугарија. Бугарија го доби со Преспанскиот договор избришан македонскиот јазик. Отворете член 7 и член 12 од Преспанскиот, ние си имаме пукано самите во глава. Значи, тој е поништен. По однос на уставот, отварањето на уставот, значи, не се работи за онаа фарса дека бугарите треба да влезат. Значи, тука се босанците, кои што се 2000 луѓе. Тука се турците, роми, власи, сите. Значи, целата работа е замачкување. Со отварањето Чекаме да видиме како ќе гласи референдумското прашање. Ќе влезат црногорците и хрватите, за да се комплетира она бивша Југословенска република, дека да се врзе идентитетот со Југославија, ќе влезат хрватите и црногорците и бугарите. Тоа е планот, а ние не можеме да бараме за македонците у Бугарија, зашто 95-та се откажавме во уставот од македонците и во Грција и во Бугарија, и во Пиринска и во Егејска Македонија. Меѓутоа, главната работа, што ќе биде во јануар, меѓу јануар и февруар, кога ќе има рестрикции со струја и кога струјата ќе поскапи 300% и ќе нема енергенси и никој нема да зборува за тоа, ќе биде со отварањето на уставот промената на химната. Ево за ова ќе ве потсетиме на крајот на емисијата, ќе пуштиме еден дел. Ова говоревте, господине Шетански. Значи не е за јазикот. Не е за јазикот. Ние ако не го избришеме Преспанскиот договор, ако не го поништиме како македонци, бидејќи е потпишан од нелегитимен човек и од нелегитимна влада. Така, господине Шетански, целата работа околу химната. Така, минатата година кога говоревме, вие зборувавте на крајот, имавме едно прашање, вие говоревте за ова. Сето ова сакаме да го правиме на крајот, да се навратиме, да го најдеме прво тој дел од минатата година. Така. Да. И ќе се навратиме на сето ова. Се уште го бараме, тој дел беше во август месечина минатата година, на 13 или 17 август, бараме еден мал дел од тоа, каде што говоревме за ова. Токму за ова вие сега што го говорите. Да па ќе го продолжиме тогаш за ова тема. Така. Така, во последниве неколку години во Македонија се живее во паралелни светови. Оној свет создаден од власта со придавката северна и оној свет на обичниот народ. Оваа ненародна власт не направи нација без име, без историја, без колективна меморија. Со еден збор постанавме држава без достоинство и држава на која секој полага право, освен македонскиот народ. Дали поради фактот што оваа власт нема азил од народот да го прави она што го прави, сега создава паралелен свет во кој кажаното не на народот го третира како да? Како вие го гледате светот кој е создаден од оваа ненародна власт? Значи, прво се користат две знамења, три знамења. Значи, од 91 се користи ова знаме горе, без 10 внатре сини цвета. А го имаме тамо на крајот во ќошот правилното знаме, ако гледате до бета. Да, го гледам. Значи, има поделба со знамења. Вие одите на еден фудбалски надправ или на ракометен. Има 3 знамења и се чудат. Јас сум бил на светски и европски првенства со македонски репрезентации и луѓето прашуваат странците, абе, кое ви е знамето? Значи, прво, ова сонцето што не беше ставено со 10 цвета како официјално. Се стави ова знаме, кое што не е официјалното, не е оригиналното, па демек се смени 95-та, не се сменило ништо, бидејќи тоа не било официјалното македонското знаме. Со 10 цвета не било никогаш државно. Па после се стави влашкиот вентилатор со 8 краци и сега се мафта. Се мафтаат 3 знамења. Тоа го нема никаде во свет. Имаш 3 знамења што се мафтаат. Имаш бивша Југословенска република, имаш Република Македонија, имаш ФИРОМ, имаш Норд Македонија.
Значи, се прави една забуна, една поделба кај населението, кај народот. Значи, македонците не се само од овој дел тука, што произлезе од Југославија. Да се разбереме, македонскиот етникум, македонскиот народ и од деловите што се окупирани од Грција, од Бугарија, од Албанија. Значи, ние ова знаме 16 крако со 10 сонца, со 10 цвета, требаше да биде обединувачко за сите македонци во целиот свет, а ние сега направивме раздор. И сега кој треба да застане за ова знаме со 8 краци? И од кого Тоа тоа знаме, погина и неколку мина македонци во 2001 година. Значи, види, Не се криви тие што погинаа, тие значи, бранеа тие не сопствената се криви држава, тоа луѓето што тоа што знаме. не се криви луѓето, значи работата е што ние не застанавме во одбрана. Ние ништо не одбраневме овие 30 години. Кажете ми една работа што како ние немавме ни можност, значи далеку од тоа дека ние во Македонија сме имале можност да браниме нешто или да бидеме на позиција никогаш. Она реална позиција на моќ. Ние немаме една банка македонска со македонски капитал. Една институција. Ние изгубивме 600.000 македонци од 90 до сега. Најврелата македонска крв излезе од тука. Овде нема кај нас сега критична маса која што ќе застане на браникот. Значи се случува нешто што не од вчера. Со добивањето на државноста 91 година почна одливот на македонците од Македонија. Така. Не е иста Македонија пред 30 години и сега. Знаеме, дојдеме секоја година и знаеме дека не е иста, се осеќа тоа, меѓутоа треба да се бориме. И тоа не смееме се да прекинеме. оправува, значи, ниту на избори, ниту со партии, значи, ние системот, јас ви велам, значи, пак тоа ќе го повторам. Ова е српски свет. Србите не си отидоа од тука 91 година, тие дислоцираа JNA од тука. Тие никогаш не оставија тука ова да се развива на македонски начин. Ние 30 години си играме држава тука. Ни се случуваат атентати, имаме на 2 председатела. И уште не председатели пронајдени имаме атентати. Атентаторите. Да. И не можеш да ги најдеш. Па меѓу нив Може се се кај ќе ги молам. најде. Така. Не е точно тоа. Не е точно. На Глигоров имаш атентат со возило на кое што до ден денеска не му се знае кој е сопственикот, а има регистрација поставен. Тоа се приказки за мали деца. Така. Така. Од сето ова Така досега е. што ни се... Да? Така е, значи, значи ние немаме систем за да направиме тоа. Ние сме далеку од тоа што го прават албанците. Има систем, не Знаете, сакаат да го користат. Иначе да сакаат да го користат, ќе ги најдат. Има систем. Или уценет. Вие сте адвокат, знаете дека има систем. Меѓутоа, не го користат, не го почитуваат. Од сето ова досега што ни се Јас, случува, бидејќи сум адвокат, ќе ви кажам и друго. Обвинителите, истражителите, инспекторите, вкупно 52 што учествуваа во истрагата за тој атентат, загинаа на чуден начин, со собраќајки и со чуда. така. Така? Така е. Од сето ова Така што е. досега ни се случува, на нас македонците како народ, но и на самата држава Македонија, можеме да заклучиме дека кривицата за тоа пред се лежи во нас македонскиот народ и во македонските политички партии, бидејќи за важните национални интереси немаме домашно политичко единство. Зошто немаме и како да дојдеме до тоа посакувано национално единство? Види, значи, кратко и јасно. Значи, ние во стартот темелите ни се нарушени. Ја отворивме Македонија уставно на сите. Не може да е на сите. Австралија не е на сите. Таа е дефинирана во устав. Значи, ние имаме проблем овдека во стартот на државата. Македонците не смее да се делат. Не смее да се делат. Да не заборавам, запислете се мислата, Австралија велите дека не е на сите. Австралија е на сите кои што ќе прифатат дека се австралијани, кои ќе си добијат австралска државност, се австралијани. И на основу тоа, значи, можеме да се рачунаме како своја втора татковина. Бидејќи не ги признаваат сите права, не го признаваат и второто државјанство, така да голема разлика има од Македонија до Австралија.
Јас сум скептик дека тука во Македонија има критична маса што може да врати оваа држава, да го врати името, да ги врати националните обележја, да го врати уставното уредување како матична држава на македонскиот народ. Скептик сум дека во тој дел постои критична маса и реална национална свест и сила што може да го врати. Тоа, значи, ова што е изгубено овие 30 години, сега да го направиш во овој сегмент, или мислам дека е многу тешко. Дека е многу тешко. Ние во историјата добивме можност да правиме држава, да биде матична држава на која што ќе добијат државјанство сите македонци по род. Ние тоа не го направивме. Ние не дозволивме, мислам, не ние сме немале можност никогаш да водиме Македонија. Не дозволија македонците по род да имаат државјанство македонско. Македонецот од Егејска Македонија, од Пиринска Македонија, да има македонско државјанство. Не Кога беше станавме. Љубен Бошковски овде на посета, министар за внатрешни за надворешни или за внатрешни работи која беше? За внатрешни беше, да. За внатрешни, на прашањето што сега вие го поттекнувате, рече па јас сум тука, јас сум првиот. Кога му се предлагаше да му се дават, нема потреба, рече јас сум тука. Ено, кај ојде? Ојде во скутот на Заев. Еве, одговорот го давате. Тоа е. Така. Вие доаѓате рековме, од правната фела. Во собранието се туркаат партиски војници за во Уставниот суд, со што продолжува праксата за партизација на судството и потврда за нискиот процент од 7% и доверба во правосудството. Каде ја гледате вината и што треба да се преземе за да се стопира ваквата пракса? Вака Бети, значи 97 на први, јас малце ќе ти одземам 30 секунди. Повели. Бидејќи сум како Библија се кажувам. Како? На 1 јули 97 година Македонското собрание именува 671 судија. Значи партиски клуч. Тие се на Бранко Црвенковски. Сега пред неколку месеци истече рокот, беа пензионирани. Значи четврт век, 25 години во судството имаше партиски војници. Порано, јас кога бев приправник 96 година, судиите се бираа во универзална сала, имаше адвокатска комора, 2000 адвокати од цела Македонија и тие именуваа и предлагаа судии во првостепена, второстепена и врховен суд на што имаат над 15 години стаж, ги предлагаа за судии и ги бираа со мандат од 4 години. Тоа го прекина Црвенковски 97 година, го прекина, и од тогаш наваму имаме партизирано судство, а од 2010 година имаме Академија за судии и обвинители, каде што со 6 месеци курс се станува судија. Имаме на 25 години деца кои што се именувани за судија, а не знаат судот кај е. И тоа е тоа што ни се случува сега. Сега имаме за уставен судија. Знаеш што е уставен судија? Уставен судија треба на крајот од кариерата правосудна на 62 години, последните 4 години, тој што покажал резултати, да биде уставен судија. Не може уставен судија да биде жена во Министерство за правда што работи како правник на 32 години. Мислам, тоа се лудости што ги нема никаде. Тоа е тоа. Еве, јас сум 50 години, јас не можам да бидам ни судија, ни обвинител, ни ништо. Со измените на законот мора да имаш академија за обука на судии. Сега јас идам на академија од курс 6 месеци за да видам глупости. Значи, тоа се тие небулозни работи што ги има овдека, тоа се мини. Значи, тоа го нема никаде во свет. И тоа е тој проблем каде што ние не можеме да изградиме нормална држава, со нормален систем. Се е ненормално. Каков е вашиот став околу подарените тенкови? Вие зборувавте малку, почнавте дека останавме со 2 пушки само радиосами. Велам, став околу подарените тенкови и борбени авиони на Украина од страна на македонската влада. Дали намерно се слабеат борбените потенцијали на армијата и полицијата во време кога и се најпотребни, имајќи ја во предвид ситуацијата во Косово? Дека македонското оружје што е
купено од Украина 2001, после 21 година ќе биде во функција и функционално во 2022 година во војната во Украина, се глупости. Значи, дека тие сухои или тенкови ќе бидат од корист таму на некој, небулозно да се зборува. Значи, целата работа е сега, во овој период кога се решава статусот на Косово, значи во септември ќе има тензии во Косово и целиот регион е тензичен. Македонија се остава со 2 ловечки пушки. И тие 32 тенка ги нема, и тие авиони 4 исто така ги нема, и со еден збор се врши разоружување од превезот до нација. Значи, тој не може да полета тој сухој над руските ракети или ракетни системи. Тако нешто не може да биде. Ова се застарени модели. Меѓутоа, за одбрана на Македонија, за регионален баланс, се корисни. Сега останавме без ништо. И баш сега се донираат. Значи, прво треба да направиш замена, па донирај. А сега донираш, а немаш замена. Значи, ова е се смислено за да се демотивира, овде да се работи за демотивација. За демотивирање на македонците. Сега треба и јас да речем, готово е, толку е. Ова е демотивирачки. А не го правиме ние тоа. Така. Па ние 2006 година, 2007 го имаме Талат Джафери, министер за одбрана. Зашто молчите? Негов председател на собрание, функцијата што му е сега, му е втора. Тој беше министер за одбрана. Командантот на УЧК беше министер за одбрана 2007. До таа лудост. Така. Тоа не од вчера. Така. Жал. Деновиве во фокус на јавноста е преписката помеѓу обвинителката Вилма Русковска и директорот на финансиска полиција Арафат Муареми. Како ќе ја прокоментирате нивната преписка, но и барањето на Русковска за меѓународна помош? Знаете што? Ниеден албански функционер овие 30 години не одговарал за ништо. Ова што го прави Вилма е немоќ. Значи, не функционира системот тука. Ова да му се случеше, да беше некој македонец, директор на агенција на финансова полиција, и ова да му се правеше, ќе го собереа и ќе го однесеа право во Идризово, немаше ни да се слуша, ни да се знае. Меѓутоа, ова се покажува на немоќ да се реагира и дека законот не важи за сите исто. Ова е намерно направено за да се покаже и повторно да се влие демотивирачки на македонците, дека само македонците се внатре. Само македонците одговараат. Мислите дека Вилма Русковска може да поднесе обвинителен акт? Не може. И тоа е доказ дека македонците не ја контролираат државата. Тоа е пораката. Иначе дека некој Арафат Муареми или како се вика тамо, дека и тоа е фактор на кој не му можете ништо. Тоа е пораката. Така. Господине Шехтански, во наредниве неколку минути сакам да се навратиме сега на она што неколку пати ве прекинав, Бети го пронајде тоа, го дотера, го намести, го тргна само тој дел. И е поврзано ова што ќе ви го ќе прашаме, е поврзано за еден од вашите одговори кој што го имавте минатата година на 14 август, кога го имавме првото интервју со вас. Пред да ви поставам прашањево, дозволете да ве потсетам јас и Бети, но и нашите слушатели и гледачи на последното прашање и на еден дел од вашиот одговор. Ајде да видиме дали ќе успееме.
Господин Шекански, ќе мора да го привршуваме разговорот. Имам уште едно прашање, ама да не потрошне повеќе од 2 минути, бидејќи планирано имаме пола часа, отидовме Добро, 50 минути. Уште малку за ранковниот договор. Само пократко да одговорите. Како ќе ги прокоментирате говорите на премиерот Заев и председателот? Ќе го намалите малку гласот за да што велат дека ранковниот договор бил темелот на македонската држава и дали обраќањето на Пендаровски во живо на оваа прослава за разлика. намалете го малку гласот, се слуша дупло. Гласот на вашиот микрофон, на вашиот компјутер намалете го. Ранковниот договор бил темелот на македонската држава и дали обраќањето на Пендаровски во живо на оваа прослава за разлика од она видео враќање за време на прославата на Илинте на Мечиркаве, што се ново понижување на домородниот македонски народ. Види, Пендаровски и Заев се нелегитимни. Се нелегитимни, кои што се избрани на нелегитимен начин. Значи ова е нивно, што го изјавуваат. Ова е предавничка работа. Заев, јас не знам повеќе што може да направи, нема ни текнува што може друго да направи, остана уште Ево, слушнавте ова и сега вака, вие пред 3 дена имавте еден Facebook статус во кој велите во јануари или февруари, кога ќе има рестрикции на струја, а цените на енергенциите и храната ќе одат до плафон, вниманието ќе биде најмалку на политиката, собранието ќе ги направи уставните измени, ќе влезат уште 3 народи, но главната ујдурма ќе е промена на химната и грбот. Ќе гласаат над 81. Од каде ви се ваквите информации и на основа што ја темелите ова изјава? Од каде ќе ги најдат другите пратеници за да обезбедат двотретинско мнозинство за да дојдат до ова што го имате постирано? Види, јас не ми се тоа е информации, тоа е анализа. Значи, секогаш правам анализа на настаните. Сметам, а ние ќе се чуеме во февруар месец ќе направиме, па да видиме дали ќе е така. Дај Боже да не е така. Меѓутоа, по следот на настаните што се, бидејќи никогаш не одбранила парламентарната опозиција ништо. Тоа е како голман на гол кој што не фаќа ни една топка. Значи, сето тоа што ќе го најават, тоа се остварува. Сето тоа што ќе се рече дека ќе се брани, не се брани. И мислам дека ќе оди и на тоа сценарио. Значи, не ми се тоа информација, тоа е анализа. Так. Дали ќе биде точно или не анализата, ќе покаже времето. Неколку месеци има до тоа. Дај Боже да не е така. Меѓутоа, јас сум скептик и дека ова разнебитување ќе оди до крај со финиширање и ова е начин под превезот демек за влегување на устав на некого да се изврши крајната демонтажа на националните обележја, тоа се химната и грбот. Само тие уште останаа. Така. Значи, ја мислев Како дека што вие направија некој сознание ми тоа ќе направат така. Така. Предходно спомнавте нешто околу спортски надпревари и нашите македонски знамења. Вие ми се чини дека едно време бевте председател на Вардар. Што се случува со Вардар сега? Тоа е болка. Вардар не е истиот што беше до 90-та година. Значи, од 90-та година Вардар не успеа да се трансформира. 2008 година до 2010 бев председател на Вардар. Значи, успеавме да го вратиме на нула со долгови, да го застанеме на нозе и да го вратам назад на градот Скопје. Градот Скопје после го даде на руски бизнисмен, кој што го остави со 11,5 милиона долг. Сега Вардар е во втора лига. Вардар не е на градот Скопје, си играат некои деца таму, приватен клуб е, што служи за подсмев во втора лига. Губи во Лабуништа, во кај ќе стигне. Значи, далеку од тоа, тој не е Вардар, ние што го знаеме. Тој што сака да му помогне на Вардар, ја можев да го водам Вардар 2010-та, меѓутоа тоа е несериозна работа, значи треба да има силен спонзор и да биде градски клуб, тој е формиран од градот Скопје, 47 година, јас го вратив на градот Скопје.
Така да сега тие што си играат, треба да го вратат на градот Скопје. Градот Скопје не е проблем да го финансира кој што го финансирал и порано и да го врати на старите патеки. Меѓутоа Вардар е веќе втора, трета година како е во втора лига и е далеку од Вардар што го знаеме. Тој беше бренд, символ национален. Тој што го сака Вардар треба да го врати назад на градот. Поединец не може да го води Вардар во Македонија, финансиски не може. Значи тоа е исклучително скапа работа. Исклучително скапа работа и во моментот треба да се врати назад таму од каде што потекнува, од градот Скопје, градски клуб. Вардар доаѓал во Австралија во 80-тите години. Да. Луѓето го знаат. А сега Вардар каде е? Вардар не може сега да иде до Со Ден до Дончев. Велес. Не, со Ѓоке Дончев, да. Да се надеваме ќе најдат Како добар што ве сватив, управител. дека значи две работи треба да се Па направи. можев и јас да го водам, меѓутоа се чувствував дека треба да го вратам назад. Така. Постапив Значи прво треба да се исправно врати како на треба. градот Скопје, а градот Скопје додека не се најде добар спонзор да го финансира тоа. Градот Скопје е должен да го финансира. Единствен фудбалски клуб основан од градот Скопје 47 е Вардар. Вардар бил шампион 43-та и на Царство Бугарија, 87-та и на Југославија. И двете титули не му се признаваат. И сега си играат со Вардар. Да. Значи Вардар под државата, ама нема држава. Тоа е тоа. Нема држава за да биде национален символ. Значи да има гордост, да има 30.000 луѓе на стадион. Тоа не го дозволуваат. Така. Нема таму ќе има македонско чувство. Секаде каде што има масовно македонско чувство, тоа се сече. Се укинува. Да не се собираат деца, да имаат чувство кон Вардар, да не слушне Европа за Вардар, да не се собира, да нема национална гордост. Знаете сега кои се во европските купови? Шкупи, Да. Тримлум и Шкендија. На добар Тие пат играат сме. на Конфедерализација градскиот на Македонија. стадион во Скопје, тие играат. Така. Тие играат на градскиот стадион. Не игра Вардар. И ние зборуваме сега за нешто, за парти за ова зона. Значи ние губиме идентитетот национален. И тоа без еден испукан куршум, без одбрана. Така. Ние се бавиме со глупости, а државата не избега од раце. Малцинствата водат државата. Тоа е тоа. Да. Господине Шетански, се навратив повторно на политиката и ќе завршиме со тоа. Дали очекувате да има предвремени парламентарни избори и дали како политичка партија веќе мислите или се спремате за парламентарните избори? Не, нема да има избори оваа година. Јас го кажав тоа и во неколку колумни го кажав, значи возот ќе си тера, они го имаат договорот со ДУИ. Бандава сега што е на власт има со ДУИ договор, значи 3+7, 3 години на СДСМ, од кои 2 беше Заев, сега една ке е овој и последната ке е на ДУИ. Значи за кругот да се заврши, треба да биде премиер последниот мандат, тоа ќе се 6 месеци, нема да е година, ќе биде или Артан Груби или Али Ахмети, за да се заврти кругот од 2001 година до сега, значи она целосно разобличување на македонците да биде и понижување целосно да биде, ќе заврши со тоа. И после ќе ги пуштат изборите кога веќе ќе бидеме зацврстена северна, без македонски народ, без македонски јазик, без македонски символи и тоа. Значи тоа не сме да се дозволи. Меѓутоа, ова апатично што покажува опозицијата, ние немаме сила како ТМРО. Значи ние сме на удар, и јас конкретно сме на удар на системот тука. Јас ви кажав кој го води системот. Значи ние имаме проблем со организација, со настап, со све. И од кога тоа ќе го направиме, имаме проблем со броење на гласови, со медиумска блокада, и сега ќе се јават 2-3 портала, ќе нападнат на мене. И тие шират лажно мислење, креираат јавно мислење, негативно. Значи имаме проблем во државата, ние сме странци во Македонија. Ние македонците во Македонија се во полоша состојба од македонците во Бугарија и во Грција, во многу полоша.
За разлика од вас, јас и Бети сме песимисти и мислиме дека ќе има предвремени избори, бидејќи кој што Дај Боже гледаме да има, работата, значи, види, немаат Јон, мнозинство таму, не можат да се собират ни 60. Јон имаат мнозинство за све, значи еве сега гледаш дека лесно обезбедуваат 70 гласови кога треба да го гласаат францускиот предлог. Види дека Завршија има лагите 72 веќе, не гласа. можат повеќе да лажат. Нема повеќе лаги. Ама добро тие да не лажат. Што ако има? Еве и да има утре. Што е агендата наша како македонци? Мене не ми е цел да дојде Петко или Станко, а да не се менува ништо. Значи без поништување и тоа јавно ветување на Преспанскиот договор, кој е мајката на сите договори, каде што сме сменети како македонци, нема јазик македонски, нема историја македонски. После 2024 е забрането употреба на символите горе. Што се? Затоа крајно време е за обединување. Ама не е проблем од наша страна, значи. Да. А меѓутоа Видовме обединувањето роди плод, во Лозово веќе е не подобро. сакаат да го стават знамето. Еве таму е донесена одлука. Затоа ние сакавме да говориме минатиот пат, препремајќи се за таа емисија, добивме информации за тоа, па не сакавме денес да разговараме, во наредната емисија можеби ги добивме од општината сите тие записки, записници, одлуки, така да Не се точни тие, значи они направија ќе говориме за политиката. Целосно свртување на внимание дека тоа не се случило. Значи ова удбашки спин што го прават и тоа е реален доказ дека во Македонија не владее законот. За се имаат Тоа е одговор. против македонците. Ние имаме донесена одлука за поставување на македонското знаме. Не го поставуваат, ама ќе го поставиме кога тогаш. Треба упорност. Тоа ќе одговараат. Така. Тоа ќе одговараат за фалсификати што си прават внатре. Ајде ќе говориме, наредната нема да биде 12-11 месеци, ќе биде порано наредното слушање. Ви благодариме, господине Шехтански, за учеството во емисијава. Верувам со задоволство го задржавме и вниманието кај сите наши слушатели и гледачи. Вам ви посекуваме да си имате убав викенд и уживајте го Охрид. Пријатно до слушање и скоро довидување. Како да сум таму да пиевме едно кафе барем. Поздрав и до вас, ви благодарам. Значи за поканата во емисијето и поздрав до сите македонци од каде и да се останат тоа што се. Ова е народ на сонцето и тој ќе биде вечен за секогаш. Да ни е вечна Македонија, пријатно. Довидување. Поздрав.